На Канал 5. Прилепскиот тутун ќе го отвора патот за извоз на жолтото злато во Кина. Делегацијата предводена од вице-премиерот Ли Ангу се интересирала и за проекти од енергетиката, како и за откуп на други земјоделски производи. Со македонскиот владин тим бил разгледуван и проектот Вардарска долина. 8.000 тони цигари направени од македонски тутун годинава за прв пат ќе се најдат на кинеските пазари. Тутунскиот комбинат Прилеп за кинеската компанија Конге ќе произведува цигари, а комбинатот е подготвен да извези 7.000 тони суров тутун во Кина. Но покрај цигарите, македонскиот тутун ќе се промовира и како бренд на кинескиот пазар. Денеска министрите за земјоделство на Македонија и Кина, Димовски и Чанг Фу, го потпишаа документот со кој ќе се олесни извозот на ориенталниот тутун на кинеските пазари. 3 дена Македонија ќе биде домакин на досега највисоката државна делегација од Кина предводена од вице-премиерот Ли Ангу. На средбата со неговиот колега Пешевски, кинезите изразиле интерес за соработка во енергетиката и земјоделството. Македонија била земја од стратешки интерес бидејќи се наоѓа на трговскиот пат на кинеските производи кон европските пазари. Трговската размена помеѓу двете земји бележи навистина зголемен тренд, имаме зголемување од преку 30% во текот на минатата година, тренд што очекуваме да продолжи и во оваа година. Во текот на разговорите ги нагласивме нашите интереси за соработка во полето на енергетиката, на полето на земјоделието, каде што Кина има и во двете области навистина значителен прогрес во изминатите години, но и можноста Македонија да се искористи како инвестициона дестинација за кинеските компании, бидејќи тие се поинтензивно еден дел од својата трговска активност се насочуваат кон Европа. Кинезите потпишаа и договор за грант од 3 милиони евра за проекти во образованието и здравството. Делегацијата попладник оствари средба и со председателот Иванов и премиерот Груевски.